Драги браќи и сестри, добро. Не слава на нашиот Господ Исус Христос, што и ова утро сме овде соберени во Неговото име и што можеме да го прославуваме и да го величаме за тоа што Тој го заслужува тоа. Искрено да кажам, јас очекував помалку денеска да има. Кога се познаваат најхрабрите? Во неволите, во мајките, во проблемите, така и во невремето, кога времето не е добро, тие што се храбри ќе дојдат, тие што се нехрабри, слаби нема да дојдат, тие што се болни или стари не можат да дојдат. Така и во времето на Господ Исус Христос имаше некои храбри мажи и некој од нив ќе дојде при Исус и го прашува што треба да направам за да се спасам или да добијам вечен живот. И Исус им одговараше на различни начини, зависи од личноста која беше, но крајниот резултат беше за сите исти. А што беше тоа? Оди продај се, оди со твоите дали бара да се поздрават или да закопат умрените. Исус им велеше дојдете и врвете по мене. Следете ме. Зошто Исус никој пат не рече одете пред мене или одете покрај мене? А секој пат им викаше следете ме. Затоа што ние не може да бидеме поголеми од Исус, за да одиме напред. Ниту пак знаеме каде треба да одиме. Не можеме да бидеме равни со Исус, за да одиме со Него. Но секој пат треба да одиме по Исус, бидејќи Исус вели јас сум патот. И ние треба да го следиме Него, каде Тој оди, што Тој прави и како Тој прави, така и ние да правиме, да го следиме Неговиот живот, Неговото учење и тоа каде Тој не води. Ама денеска имаме поголеми од Исус, за жал, кои велат дека Исус се не знае или не кажал, Библијата не ни дава одговор за се, пак така тие што се поголемите велат, абе не е бракот само маж и жена, може да бидат маж и маж, жена и жена. Денеска имаме уште повеќе, вика, може да бидат маж и кукла, се венчават, жена и куче, и маче, и свиња, и одат во крајности. И тоа го одобруват и велат дека тоа е брак. Имаме други кои велат дека Библијата не ни дава одговор за се, па некој човек што пострадал за Господ Исус Христос кажал нешто и тоа е многу поважно од тоа што Исус го зборува. И за тоа светците што кажале е многу поважно и тоа луѓето го прават за тоа што тој човек така кажал и така треба да се прави. Исус вели следете ме мене. Секој друго учење, секој друг пат води во погрешен правец. Ние зборуваме за тоа, ако ние залутаме од патот кој е Господ Исус Христос, нема да стигнеме до целта. Нити го познаваме, нити сме Негови. И затоа Исус вели на секој од нив следиме. Тоа важи и за нас. Следиме мене. Не ги слушај луѓето, не слушај тоа што некои учат или зборуваат, но читај Библијата и следиме мене. Нека ние ова утро го славиме нашиот Господ Исус Христос, за тоа што сакаме и го следиме, и ќе започнеме оваа служба со песната број 186. Не чекај, дојди кај Исус. 186 број.
Ќе го прочитаме Псалмот број 33. Псалм број 33. Радувајте се праведници во Господ, на праведниците им прилега да го слават. Славете го Господа со лира, пејте му на харфа со 10 жици. Пејте му нова песна, пејте му умесно и со восклик, зашто словото на Господ е право и сите дела негови се извршени во верност. Тој сака праведност и суд праведен. Со милоста Господова е исполнета земјата. Преку словото на Господ беа создадени небесата и преку духот на устата негова сите сили нивни. Тој ги собира како во мев морските води, бездните ги става во сокровишта. Нека има страхопочит кон Господ целата земја. Нека треперат пред него сите жители на светот. Зашто тој рече и тие настанаа. Тој заповеда и се создадоа. Господ ги руши помислите на незнабожците, ги спречува намерите на народите. А замислата Господова вечно останува. Мислите на срцето негово од род во род. Блажен е оној народ на кој Господ му е Бог и луѓето кои тој ги избрал за наследство свое. Од небесата гледа Господ, ги гледа сите синови човечки. Од престолот на кој седи, ги наблюдува сите кои живеат по земјата. Тој, кој на сите ним им ги создал срцата, пази на сите дела нивни. Него спасува царот голема војска. Голема сила ни јунакот нема да го спаси. Несигурен е конјот за спасување
со големата сила своја и не може да избави. Но ете, очите Господови се врз оние кои имаат страхопочит кон Него и кои имаат верба во милоста Негова, дека тој ќе ја спаси душата нивна од смрт и во време на глад ќе ги прехрани. Душата наша се надева во Господ, зашто тој е наш помошник и наш заштитник, зашто во Него се весели срцето наше, зашто во светото име Негово веруваме. Милоста Твоја нека биде над нас, Господи, онака како што Ти се надеваме. Слава на нашиот Господ, сега нека да се исправиме и да му благодариме. Татко Небесен, преку Твоето Слово гледаме дека Ти се си создал, дека Ти се гледаш, дека Ти се знаеш и дека нема ништо скриено пред Твоите очи. Ние често пати се криеме и мислиме дека никој ништо не знае, дека можеме да нашите дела да ги сокриваме од другите, но забораваме дека пред Тебе нема ништо скришно. И еден ден секи излезе на видело тоа што сме го правеле, тоа што сме го зборувале, тоа што во тајност сме го мислиле и планирале. Господе, и еден ден ќе дадеме одговор за сите наши дела кои сме ги направиле. Може би ќе се каеме тогаш, но ќе нема време и ќе нема простор за тоа. Ти си ни дал сега време. Ти си не поставил на оваа место во ова време. Кога имаме време да се каеме, кога имаме време да го слушаме Твоето Слово, кога имаме време да размислуваме, да Те славиме и да го величаме Твоето име. Но кога ќе го немаме тоа време, секи биде затворено за нас. Нема да бидеме како некој кој мисли дека и после тоа има покаяние, има очистување, има опростување. Господе, Ти си ни дал доволно време да се испитаме, да погледнеме на нашиот живот, да разбереме дека Ти си единствениот Бог кој стоиш, кој си создал и кој гледаш се и бараш од нас. Да бидеме смирени пред Тебе, да бидеме послушни на Тебе и да го извршуваме тоа што е Твојата волја. Господе, Те молиме и ова утро да го благословиш Твоето Слово, кое ќе биде искажено од нашиот брат, нека допре до нашите мисли, но да продре во нашите срца. Бидејќи Словото треба да го имаме во нашите срца, не во нашите мисли. Тоа Слово треба да не раководи. Тоа Слово треба да управува со нас. Не ние да го извртуваме така, како што ние сакаме, како што на нас не одговара. Бидејќи нема да имаме оправдание за тоа. Но Ти сакаш ние да бидеме целосно послушни на Твоето Слово. Господи, отстрани од нас секакви грижи, маки проблеми, отстрани секаква нечистотија, секаков грев, за да имаме место во нашите срце за Твоето Слово. Господе, Те молиме и за тие кои не се овде, кои се болни, кои се стари, кои се изнемоштени, кои се далеку, може би сакаат да бидат овде, а не можат, слушаат или гледаат, благослови ги и нив, таму каде што се. Благослови го нашето село, нашите луѓе. Господе, нека да одговорат на Твојот повик, кој Ти постојано го упатуваш кон нив. И Те молиме и за нашиот народ, кој живее во незнаење, во заблуда, во грев. Помогни им, Господи, да се огледат и да Те прифатат Тебе. Нека е слава на Тебе, Господи, во името
на Исуса Христа. Амин. Како втора песна ќе испееме 174 број. Дојдете со сета слабост, ранети и изморени. 174 број.
Ова утро сите сме добродојдени, поканети од нашиот Господ Спасител Исус Христос да го слушаме Божјото Слово, но сакам само да поздравам нашите не гости, домакини, ама кои не се били повеќе време тука, фамилија Бухови, Костадинов и не знам дали тук нема кој друг, а посебно го поздравувам Давид кој ова утро ќе ни послужи со Божјото Слово, ќе не води во Божјото Слово, нека да размислуваме, да слушаме и да го прифатиме тоа што Бог ова утро сака да ни го каже. Повели да ни послужиш. Добар ден и од мене. И за почеток сакам да отворите Библиите, ако ги имате пред вас, и да прочитаме од Евангелието по Матеј, 16 глава, од 13 стих па до 20 стих. Значи Матеј 16 од 13 до 20. И кога дојде Исус во областа на Кезарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: Што велат луѓето, кој е синот човечки? Ти одговорија: едни дека Јован Крстител, други дека е Илија, а некој пак дека е Еремија или дека е еден од пророците. А тој им рече: А вие што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја. И вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзиш на земјата ќе биде сврзано на небесата. А што ќе разврзиш на земјата ќе биде разврзано и на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Христос. Амин. Интересен текст пред нас и убави прашања и убаво прашање кој што го поставува Исус. Пред малку се беше кажано дека луѓето се храбри, или вие дека сте храбри на тоа време што имате дојдено. И дури по-добро прашање би било колку храбри луѓе ќе има ако дојдат прогонствата, како што првата црква ги има прогонено. Колку тогаш ќе останат, или колку тогаш ќе останат, ќе бидат верни. Но Библијата ни го обеќа и тоа дека пред Христос да се врати, ќе дојдат тешки времиња, кога верниците ќе бидат прогонувани. И како да се остане цврст во сето тоа? Како кога ќе дојдеме ние пред Исус, што ќе му кажеме? Значи Исус им поставува на своите ученици едно прашање: што велат луѓето, кој е синот човечки? Со тоа прашање ќе се соочи секоја една жива душа, која што живеела, која што сега живее и која што ќе живее по нас. За следните генерации. Секоја една душа ќе треба да одговори на прашањето: кој е Исус Христос? Кој е Исус Христос? И нека го имаме тоа во нашите мисли, а тоа ќе ни биде водичот преку тоа што сакаме да го споделам со вас од Библијата. Текстот ни вели дека Исус е бил во областа на Кесареја Филипова. Тоа се наоѓа, кога гледаме картата на Јудеја, значи го има Галилејското езеро и северноисточно од Галилејското езеро, отприлика 40 километри, североисточно таму се наоѓа Цезареја Филипова. Била и друга Цезареја, близко до планината Хермон, значи во подножјето на Хермон планината. И веќе Исус е 2,5 години со неговите ученици, кои што постојано ги учи и ги поучува, ги храбри и ги охрабрува, повторно и повторно. Значи ги укорува, ги усмерува, им го дава правецот и цело време им кажува нели што ќе се случи, од кога он ќе го нема, од кога ќе умре на крстот, ќе воскресне,
И што треба да следат? Значи, еден добар учител, кој што ги подготвува неговите ученици за иднината. И сега, нели, кога го поставува во таа Кезареја Филипова, значи, Кезареја е добиено името во чест на императорот Цезар, а Филипова е син, Филип е бил син на Ирод, кога Исус има роден. Ирод, големиот Ирод. И тој Филип, нели, за да го покаже чест на неговиот на императорот, го крстува градот по Цезар, нели. Вие постарите, сите сте скоро повозрастни од мене, освен Венеса. Знаете дека и дури во времето на Југославија многу градови ги имат крстено по Тито, нели? Титов нешто, Титово друго, Титово пето. Значи во чест на него се имат изградено многу градови. И така тој Филип, нели, го има изградено и тој град во чест на Цезар. Интересно е дека во порано таа област е позната како Панеа. А Пан е грчки мит за Бог, кој што во грчката митологија е опишан како Бог на дивината и Бог на пастирите, Бог на овчарите. Има човечко тело, главата му е со рогови и нозете му се од коза. Значи, место каде што е било полно со идолопоклонство, место каде што се биле запознаети со туѓи богови и место каде што Исус ги прашува на учениците и им вели што велат луѓето, кој е синот човечки. Често, нели, Исус кажува за него дека е синот човечки, од обеќанијата порано напишани во Данијел, во книгата на Данијел, дека тој е Бог во човечко тело кој се поистоветува со луѓето. Не е грешен, е Бог, но исто потполно Бог и потполно човек. И сега кој ги праша луѓето, нели, кој ги питува што мислите, кој е Исус, тие дават разни одговори. Кој ќе прашаме ние денеска, кој е Исус за нас, што ќе кажеме? Некој ќе каже дека е историска личност, кој што живеела пред 2000 години, дека има вршено чуда, дека има помагано на болни, дека е бил на крстот и толку. Некој ќе каже дека тоа е синоним за празник, дали за Великден, дали за Божик. Некој ќе каже дека тој е чудотворец или некој кој што треба нашите желби да ги исполне, или во многу деноминации го гледат Исус како личност кој што треба да ги исполне нивните желби. Значи, да им даде се тоа што им е потребно во животот. Да бидат здрави, да бидат ситуирани, да може да имат убава работа, да можете да имат убава кариера. И некако го гледаме Исус како некој кој што треба да ги исполнува нашите потреби, ние кои што ги имаме тука, и не го гледат како Бог. И луѓето во тоа време исто имале различни мислења за Исус. Едни велат дека Јован Крстител. Јован Крстител, знаеме кој е бил. Јован е бил пророк, кој што има проповедано во пустињата и ги има повикувано луѓето на покаяние и им вели дека не е тој Месијата, дека некој доаѓа по него, по друг, поголем, кој што ќе крсти во дух и во вистина, кој што е јагне Божјо и на кого треба луѓето да се поклонат. Пророците, знаеме дека и во Стариот Завет, секој пат беа луѓе, Божи луѓе, кои што ја навестува еднината, навестува за Месијата, дека ќе дојде Спасителот, дека ќе дојде Откупителот, дека ќе дојде помазаникот Божи, кој што ќе го спаси израелскиот народ. И втора работа, пророците беа надарени да вршат чуда. Обичните луѓе не може да ги вршат чудата кои што ги вршат пророците. Затоа што Бог делуваше преку нив и да го докаже
нели дека тоа што пророците го кажува дека е вистинско, Бог им ја даваше таа сила или да они да може да направат нешто што е неприродно во тоа време. Едни велеа дека тоа е Јован Крстител, пророк кој што навестува за Исус Христос и исто така пророк кој што имал големи знаци. Познато ни е дека Исус и луѓето се биле запознаени со Исус и што он има правено. Дека имаше правено многу чуда, дека имаше нахранувано гладни, дека ги лекуваше болните, дека воскреснуваше мртви. И сите тие знаци кои што ги правеше Исус не беа природни за обичен човек. Значи мора да биде нешто поголемо. И тој Јован, само 2 глави порано, ми е запишено во Евангелието по Матеј 14 глава, во тоа време гласот за Исус дојде и до Ирод четворовласникот. Тој им рече на своите починици: Тоа е Јован Крстител, тој воскреснал, па затоа и станува чуда преку него. Мислеле дека Јован Крстител има воскреснато и дека има станувано чуда. Ја знаеме случката како Јован Крстител го има завршено неговиот живот. Значи тука ни е опишено за тоа што тој Јован го укоруваше Ирод дека е со жената на брат му Филип и тоа не му се допаѓаше, па беше фрлен во затвор и на крајта беше обезглавен. Некои мислеа дека е Јован Крстител, затоа што навестуваше за Исус, затоа што бил воскреснат или правил чуда. Други велат, учениците одговарат дека е Илија. Илија е еден исто така доста познат пророк во Стариот Завет, преку кој се имат вршено пак неприродни работи и многу чудни работи. Илија навестува за Спасителот, дека ќе дојде Месија, но исто така Илија бил соочен во Северното царство на Израел со лажниот бог Баал и со пророците и свештениците на Баал, па кога имат ставено жртвеникот и кој им вика на 450 свештеници, ајде да видиме сега кој е живиот Бог, вие ќе пренесете жртва и јас ќе пренесем жртва, па ќе видиме кој ќе одговори на жртвата. И нормално, нели, тие Богот Баал не одговори, па слезе Илија кога се има помолено, беше слегнат оган од небото и жртвата беше запалена. На чуден начин Бог одговара. И Илија исто така ни е познато дека беше вознесен на небото, земен со огнена кочија. Или дека не биде смрт тука на земјата, него дека беше земен на небото. Пак некој кој што е со силни знаци и со силна позадина, кој што навестува за Христос, за Месијата, и кој што има пак чуда. Некој верува дека тоа. Некој дека е Еремија или еден од пророците. За Еремија во историјата таму, во апокрифните книги, во Макабејците, има записи дека наводно пред бабилонците да дојдат во Ерусалим и пред да го нападнат Ерусалим, дека Еремија го има земено Божиот ковчег од храмот, значи од најсветото место, и дека го има земено жртвеникот за мирис, дека што се имат принесено миризливи жртви и дека го има скриено во некоја пештера. И они мислат дека на тој начин што го чуват, нели, тоа Божјото присуство на еден начин, дека пак е еден од големите пророци кој што пак навестува за Исус, кој што ќе дојде и пак врши големи дела. И цело време учениците нека Исус не знае што луѓето мислат за него, него сака да ја види и увереноста на неговите ученици и да види што тие веруваат, што тие мислат, и ако се во криво да ги исправе, ако се во право да ги пофале и да ги усмерува на добар пат. И разните мислења кои што кружат за Исус не се лоши. Не се лоши. Дека е пророк,
дека е некој со големи знаци, дека е некој со големи чуда. Сето тоа е убаво звучи. Може би и денеска, нели, кој ќе прашаме ние кој е Исус за нас и кој ќе слушнеме, нели, дека е бил историска личност, дека е бил добар, дека им има помагано на луѓето, дека ги има хрането на луѓето, дека им има давано на луѓето се, звучи добро, но тоа не е одговорот кој што ќе не донесе до небото. Не е одговорот кој што ќе не поврзе со Месијата, не е одговорот кој што ќе не спаси, не е одговорот кој што ќе ни даде вечен живот. Во Матеј 7 глава ни пишува, нели, дека во последниот ден, во судниот ден кој ќе биде, многу од луѓето ќе кажат: Господи, Господи, нели во Твое име ние пророкувавме, нели во Твое име ние лекувавме, нели во Твое име ние правевме разни работи, а Бог, Исус, да им каже: бегајте од мене, не ве познал. И понатаму во текстот не пишува дека секој кој што не извршува волјата на Отецот или не живее по Божјите стандарди, не може да каже дека го сака на Исус. Разните мислења кои што се биле за Исус, учениците се биле запознаати со нив и ги имат споделено со Исус. И сега Исус им поставува друго прашање. А вие што мислите, кој сум јас? Лично. Лично за нас. Лично за учениците. Вие што мислите? Знаеме луѓето што мислат, но вие што мислите? Знаеме луѓето што мислат за црквата, знаеме луѓето како гледат на црквата, знаеме луѓето како гледат можеби на христијаните, знаеме луѓето како гледат на Христос. А ти? Кој е за тебе Исус? Кој е синот човечки за тебе? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Кој е Христос за тебе? Дали Христос е само некој кој што треба да ги исполнува твоите желби, или е син на живиот Бог кој те спасува? Секој ден од нас ќе треба да го одговори тоа прашање. Кој е Исус за тебе? И што ти имаш направено со сето тоа? Како ти имаш живеено со сето тоа? Изјавата кој што ја дава Петар, дека ти си син на живиот Бог, укажува пред се дека Исус е Месијата, дека тој е обеќаниот кој што ќе го спаси својот народ. И за жал израелците, не многу различно како што ние денеска размислуваме, имат очекувано некој Месија кој што ќе биде, ќе воспостави едно царство во Израел, ќе ги истера римјаните, ќе ги отргне сите непријатели, ќе им ги даде сите потреби кои што ги имат на луѓето, но не гледат самата суштина, дека Бог, Исус, дојде за да биде во заедништво со грешни луѓе како нас. Тоа заедништво беше прекинато со гревот во Еденската градина. Знаеме кога Адам и Ева беа погрешиле, дојде и гревот. И за тој грев што го имат направено и што ние го имаме наследено, секоја една душа заслужува да биде во пеколот. Вечно одвоена од Бог. Вечно. Не говориме за периоди, за години, за месеци, за денови, но говориме за вечност која што ќе биде без Бог, без Исус Христос. И Библијата ни вели дека нема човек кој што е доволно добар за сам да се спаси, нема доволно добри дела кои што човек може да ги направи за да ја задоволи, за да го задоволи Божиот гнев
и самиот да може да биде помирен со Бог. И затоа е Христовата љубов, затоа е Христовата жртва, која што беше излејана, беше на крстот. Крвта Христова беше излејана таму. За мојот грев, за твојот грев, да биде опростен. Тоа е спасението. Спасението да бидеме помирени со Бог. Не е спасението ние тука животот што ќе го живееме. Колку и да биде убав, или колку и да биде лош за некој, ќе заврше. Рајот може да го живееме уште тука. Рајот може да го уживаме уште тука, затоа што сме спасени и сме во заедништво со Христос. Таа љубов која што Бог ни ја дава, ние да бидеме во заедништво со Него и да признаеме дека Тој е Месија. Да кажеме дека Тој е тој кој што не сака, тој е тој кој што го има дадено својот живот за нас, тој е тој кој што има умрено и воскреснато после 3 дена. И ни дава спасение како дар. Тоа е Месијата. Знаете, лоша работа што човештвото го има направено е тоа што се побуни против Исус Христос дека не е Бог и со тоа што човештвото го имаше ставено Синот човечки, Месијата на крст. И беше распнат. Тоа е лошо. А убавата работа, сето тоа, најубавата работа која што можеби се има случајно во историјата на целото на човештвото, е дека баш тој Исус Христос беше на тој крст. Затоа ако што не беше тој крст, ако не беше крвта негова пролиена таму, ако не беше казната ставена врз Исус, ние немаше да имаме спасение. Ако Бог може да ја обрне најлошата работа во нешто добро и ја обраќа, или ако Бог може смртта да ја претвори во живот и може тагата да ја претвори во радост, можеме и ние да го прифатиме сето тоа што го имаме во секојдневието. Дали тоа ќе биде убаво или лошо, да бидеме благодарни на тоа што Исус ни го дава. Петар, гласноговорникот на 12 апостоли, исповеда: ти си Бог. Ти си Бог. Дали ти можеш да го кажеш истото за Исус Христос? Кој е Исус за тебе? Дали си сигурен во твоето спасение? Дали си сигурен дека твоите гревови се опростени? Дали си сигурен дека ќе бидеш во вечноста со Исус Христос? Кој е Исус за тебе? И тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне Јонин, зашто тело и крв не ти го открие тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. Блажен или среќен или благословен или радостен си ти, Симоне, го вика по старото име, затоа што и Јонин, неговиот татко, зашто тело и крв не ти го открива тоа. Човек не може да ја открие сам Божјата љубов, не може да ја открие Божјата вистина, не може сам со своји сили да дојде до спознавање дека Исус Христос е Месијата. Колку и да ги гледа чудота, колку и да ги гледа филмовите, колку и да чита некои истории, колку и да слуша, нели, за Исус, ако не е допрен, ако не е наново роден, не може да ја знае таа вистина. Ако се сеќавате кога Никодим има разговарано со Исус, а тој бил учител на законот, кој што има познавано Библијата, Стариот Завет поготово, кој што го има познавано Словото, кој што ги има познавано обеќањата, дури тој се расправал со Исус и кога Исус му вика дека не може некој да влезе во Царството Небесно,
ако не се нановороди, и тој вика, и како сега возрастен човек пак да влезе во утробата на својата мајка, а Исус му вика, нели, како не го разбираш тоа ти кој што си учител на законот, ако не се роди од згора, ако не се роди од дух, ако не се роди од вистина, не може да влезе во Царството Небесно. Ако Бог, Исус Христос, преку Неговиот Свети Дух, не ни ја открие Неговата вистина, колку и сами некои да се трудат, не може да дојдат до спознание за тоа. Блажени се луѓето на кои што им откриено дека Исус Христос е Бог. Блажени се. Блажени се луѓето кои што знаат дека нивните гревови се опростени. Блажени, срекни се луѓето кои што знаат дека Исус е нивниот спасител. А како ќе знаат? Во Римјаните 10 глава, деветиот стих, вели вака: зошто? Ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Не е доволна само верата, нели? И ѓаволот верува дека Исус е Бог, но не го врши и не го извршува тоа што Бог сака. Ако во срцето веруваш дека Исус е Бог и со устата исповедаш дека Исус е Бог, ќе бидеш спасен. И сега се поставува прашањето, нели, во 13 стих, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. И како некој ќе го повика името Господово? Како некој да го повика името Господово? Вика, но како да го повикат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? Ние сакаме црквата да ни биде полна, сакаме заедниците да ни бидат полни, сакаме луѓето да бидат спасени, сакаме луѓето да бидат ослободени од гревот. Како? Ако немат слушнато и ако некој не им проповеда. Ако ти си спасен и ако ја знаеш Христовата љубов, ако ја знаеш Неговата милост, ако знаеш колку Тој те сака, што те спречува да одеш и да кажеш на друг за Неговата љубов и за Неговата милост? Што те спречува да одеш да проповедаш за Него? За и друга душа да биде блажена, за уште една душа да може да му донесува слава на Бог. И Петар каже, ти си жив Бог. Местото од Цезареја Филипова, таму кој што беше полно со идоли, е скрос една спротивна слика на живиот Бог. Значи, проповедаме за жив Бог, проповедаме за Бог кој што е силен, проповедаме за Бог кој што е моќен, проповедаме за Бог кој што има докажано дека е жив, дека има воскреснато од мртвите и дека ќе дојде повторно по свој. За таков Бог проповедаме. За таков Исус, за таков Спасител. Што те спречува да одеш, пак ќе кажем, и да го проповедаш Евангелието на другите луѓе? Затоа што таа вистина, дека Исус е Бог, тој може да ја открие и на другите. Ние често пати се трудиме самите, нели, да изградиме цркви и да изградиме верници и се мачиме, нели, прават, има и разни книги, нели, како да се биде успешен пастор, како да се изгради црквата, како да се дојде до поголем број на луѓе и така натаму и така натаму. Бројката воопшто не е битна. Значи, тука може да дојдат денеска и 1000 души, а од тие 1000 души 900 да завршат го пеколот. За жал. Ако не се наново родени, џабе. Ако ние сами се трудиме со своји сили да ја градиме црквата, џабе. И црквата не е наша, црквата е Христова, затоа што ни вика
И јас, Исус му одговара на Петар, тебе ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Петар на грчки во Библијата ни е напишано неговото име Петрос, што значи мал камен. Нешто што е цврсто, нешто што е јако, но е мал камен. Е вика на тој камен Петра, на карпата, ќе изградам својата црква. Римокатоличката црква ги земат тие стихови и веруваат нели дека тоа е авторитетот кој што папата го има, дека Исус му го има дадено на Петар и со поколенијата понатаму нели тој авторитет се пренесува од личност на личност и дека папите стануваат непогрешливи пред Бог и дека тие се застапници Божи пред луѓето тука. Но која е карпата? И дали Христос стварно ќе ја гради неговата црква на човек? Петар, кој што покасно ни е запишано во Библијата, дека се има соочено и со Павле, дека има погрешено, дека има паднато, дека е слаб човек. Исус ја гради својата црква на изјавата дека тој е Месијата. Карпата е тоа, дека одговорот кој што го даде Петар. Ти си Христос, син на живиот Бог. На тоа е изградена црквата. Верниците веруваат дека Исус Христос е син на живиот Бог. Тоа е црквата. Тие се верните луѓе. Па ќе кажа, може да имаме 1000 луѓе тука, но тие 1000 луѓе 900 да не исповеда дека Исус е Бог. 900 од нив можеби ќе мислат дека тој е само некој кој што треба да ги исполни нашите желби и треба да ни даде тоа што ни е потребно да ни го даде. Христос е живиот Бог. Тие се верните. Тоа е црквата. Луѓе кои што исповедаат дека Христос е Бог. Луѓе кои што се радуваат, луѓе кои што знаат да ги прифатат и лошите работи, луѓе кои што знаат да ги прифатат и тешките времиња. Исус им вика нели дека и вратите на пеколот, портите на пеколот нема да надвладеат. Низ историјата знаеме дека христијаните, првите верници, првата црква колку е била прогонувана и како голем дел од апостолите имат завршено, го имат дадено својот живот, па дури и светиците, староцрковните отци, некои што ги спомнуват и светци, како имат завршено, дека биле обезглавени, дека биле распнати со главите надоле, дека биле сечени, дека биле давани на животни и така натаму, имат поднесено да страдат за Христос и низ најтешките времиња, можеби низ тие прогонства, пеколот не може да го уништи тоа. Темните сили не може да го уништи тоа. Темните сили не може да надвладеат за да го негират фактот дека Исус Христос е Бог. Не може да го победат тоа. Дјаволот колку и да се труди, колку и да сака, не може. И затоа сакам да ви кажам дека секој ден од нас треба да се радува во спасението, ако е сигурен дека Исус Христос е негов Бог, во спасението кој што го има. Затоа што печатот кој што ни е даден од самиот Бог. Ако Бог таткото има одлучено уште пред создавањето на светот дека ти ќе бидеш негов и дека ќе бидеш спасен, ако Бог Синот има кажано дека ќе ја даде својата крв за тебе и дека ќе умре на крстот за тебе и дека ќе воскресне за тебе, и ако Бог Светиот Дух дојде во одреден момент во твојот живот и ти ја открие целата таа вистина дека Исус е Месијата, ти си спасен. И нема нешто што може да те оттргне од Божјата љубов. Затоа што после Словото, кој што го читаме, станува живо во нас. И сакаме да живееме на начин како што Бог ни вели во Библијата. Сакаме да живееме на начин како што Исус ни вели да го следиме. Црквата е изградена врз основата дека Исус Христос е Месијата. Петар, да, е бил човек кој што има служено и тој е бил првиот инструмент
преку кого Евангелието го имат пренесено во делот на апостолите, сега ни е запишено во 2 глава, како после Педесетницата, после примањето на Светиот Дух, им има проповедано на луѓето. Беше фрлен во затвор, но пак излегува и им проповеда на јудејците. Им проповеда дека Исус Христос е Бог. Прв кој што отиде помеѓу неевреите, кај Корнели, и му го има проповедано Евангелието, па куќата на Корнели беше спасена и беа крстени. Значи, бил е искористен за да го проширува Божјото Евангелие. И кога Исус му велеле ќе ти ги дадам клучевите, то не е буквално дека Петар стои на вратата од рајот и ги пушта луѓето. Знаете, има една шала кој што протестантите често ја викат, некој личност има умрено и застанува се пред вратата на рајот и папата, и се извинува, папата починал и застанува пред вратите на рајот и вика, Петар нели му одговара да те пуштам? Не, вика, јас сум папа, вика, ги имам сите клучеви од рајот, вика, можем јас сам да си влезам. Добро, и се пробува 1, 2, 3, 4 клуче, не оде. Да те пуштам? Не, вика, јас сум папа, ти ги имам клучевите, вика, си влезам сам. Добро, и ги извртува сите клучеви по 2-3 пати, не оде. И така малку налутено вика, добро, зашо не можам да влезам? Вика, оти ни еден клуч не се фаќа. Вика, оти Мартин Лутер га смени бравата. Сега, Мартин Лутер е реформаторот, преку кој што протестанството има дојдено, но не за жал некој пат луѓето мислат дека луѓето се спасуваат од католицизам или од православие или од протестантизам или од што да е, луѓето се спасуваат од греб. Тоа да не биде јасно. Има за жал многу луѓе кои што одат во протестантски евангелски цркви, кои што си одат само од навика, кои што си одат само за да се го исполнат времето, кои што си одат само за да им мине нешто во неделата, а да не го знаат Исус Христос лично. За жал и се случува тоа. Или одат само за да бидат видени, или за да добијат нешто, и која и да е причината. Која и да е. Треба да ни биде јасно дека луѓето се спасуваат од гревот. Бог Исус дојде не да спасе протестанти или католици или православни, Бог Исус дојде да спасе грешници. Затоа што јас сум првиот грешник. И секој ден од нас е грешник. Дојде мојата душа да биде помирена со него. За да ми го даде одговорот кој е Исус Христос. Дека тој е Месијата, дека тој е Спасител. И апостолите беа искористени за вистината Божја, да ја пренесуват во црквите и да ја пренесуват во заедниците, да ја пренесуват помеѓу верниците. Што ќе биде врзано тука на земјата, да биде врзано и на небото. Или што ќе биде разврзано тука на земјата, да биде разврзано и на небото. Божиот авторитет делува преку неговото слово. Бог никој пат нема да дозволе во неговата црква, кој што се верниците луѓе, да дојде нечисто. И ќе го затвори тоа што е нечисто и ќе го отфрли од својата заедница. Може би ќе пробуваат на еден или на друг или на трет начин нешто да дојде, но Бог ќе го отфрли. Бог ќе дозволи тоа што е негово да биде во црквата и да биде прославен во тоа. За жал имаме многу заедници, имаме многу деноминации кои што велат или тврдат дека тие се најисправните или дека они имат вистината. Вистината ни е тука, во тие корици. И секое место каде што Исус не е воздигнат, секоја заедница каде што се проповеда се друго освен Исус, не е право. Не е право. Ако акцентот го ставаме на луѓе, ако акцентот го ставаме на нешто различно освен на Исус Христос, треба да се запитаме и да бегаме од таму. Дури
и кај нас, тука во Колешино, Бог да даде мудрост на тоа што е неубаво, нечисто, непотребно во неговата заедница да биде изфрлено, а тоа што е негова волја да може да го спроведуваме. И да не се чека на индивидуалци, нели на поединци, само они дека треба да го направат тоа, него црквата е целото тело Христово. Сите. Секој има некој посебен дар кој што може да биде искористен, секој има еден посебен дел кој што може да го даде. Ако може да се даваме за световни работи, колку повеќе за Христовите работи. Затоа што Христовото останува вечно, а другото е минливо и не е трајно. Не е трајно. Ке помине. И имам уште многу да говорам, ама во некоја друга прилика. Во некоја друга прилика. Нека Бог сите ве благослови и ни даде мудрост, ни даде сила да може да го спроведуваме тоа што неговиот збор ни го пишува, да знаеме секој еден од нас кој е Исус Христос за мене. Дали е тој Бог за тебе, дали ти знаеш дека ти има откупено и дека си сакан и дека си негово дете, или е некако само некоја друга личност. Барај искрено. Покај се за своите гребови и нека Христос биде жив во секој еден од нас и заедно да можеме да бидеме негови инструменти кои што ќе не употребе за негова слава. Амин. Може да станеме за молитва. Драги се Христе, ти си достоен за секој чест и слава и ти благодараме, Господи, за твојот збор, ти благодараме за твоето обеќание, ти благодараме, Господи, за тоа што ти ни кажуваш кој си. Твоето писмо јасно ни открива дека ти си Бог, дека ти си Спасителот, дека единствено преку тебе можеме да имаме вечен живот. И фала ти на сето тоа. Господи, ти си неизмерен и ништо не може да се спореди со тебе. И те молам за твојата вистина, за твојот дух да биде жив во нас. Да видиме луѓе и верници, Господи, кои што ќе го исполнуваат твојот збор. Да видиме луѓе и верници, Господи, кои што ќе се трудиме да живееме на начин како што ти сакаш да живееме. Ќе го отргнеме злото од нас, нема да бидеме фокусирани на световни работи, но да бидеме фокусирани и да се радуваме на тоа што ти ни го даваш. Фала ти на дарот на спасение, фала ти на твојата крв, која што беше пролиена на крстот на Голгота за мојот грев да биде подмирен и да можам да бидам твое дете. И верувам и за другите луѓе тука, да можеме да бидеме во твоето присуство и да можеме да бидеме во твоето царство. Те молам, Господи, да ти не менуваш секој ден, да бидеме послишни и послишни на тебе, научи не како да го читаме, како да го живееме твоето слово, научи не, Господе, како да бидеме послишни на тебе и употребени да бидеме твои инструменти. Нека ти биде слава, Татко наш, во името на Исус Христос, преку силата на Твојот Свети Дух. Амин. Благодараме на нашиот брат за словото, кое беше искажено, нека Бог го води, благослови. Се надеваме дека и друг пат ќе продолжи, како што и самиот рече дека има уште многу. Само Бог нека дава прилики и можности да можеме да се собираме и да се поучиме од Неговото Слово. Сега ќе испееме песната број 192.
кој со вера на крстот ќе погледне, веднаш спасен ќе е во тој час. 192 број.
Сега децата стихчите ќе ни кажат. Браво, деца, нека Бог ги благослови децата. Ние сме при крајот на нашата служба. Следната недела одново ќе се видиме, ако Бог даде. Во 10 часот одново ќе имаме овде служба и сите сме поканети одново да дојдеме во Неговото Слово, да се учиме, да растеме, да се бориме со светот, со гревот. Бидејќи времето станува се поопасно и поопасно. И затоа ние треба да бидеме уште посилни, похрабри и повеќе да имаме заедништво. Сега на крајот ќе испееме песната број 172, а Давид ќе не води во благословот. Може ли? Може да се исправиме. Таа е брза песна, кратка, не е голема. Слушнете векани Исус, побрзајте на свадбената вечера, одојдете. Нека веста се разгласи, да се слушне сите страни. Бог и простува на грешни, одојдете. Вие големи и мали, послушајте. Никој не ќе е отврлен, одојдете. Нека веста се разгласи, да се слушне сите страни. Бог им простува на грешни, одојдете. Пред доаѓање на ноќта пристанете. Исус лекува и храни, одојдете. Нека веста се разгласи, да се слушне сите страни. Бог и простува на грешни, одојдете. Бог по своја милост кани, прифати
дете, potom вече да ме прими, дойдете. Нека веста се разгласи, да се слушне в сите страни. Бог и простува на грешни, дойдете. Да те благослови Господ и да те чува. Да погледне кон тебе Господ со своето свето лице и да те помилува. Да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде мир. Амин. Службата е завършена.